Подобри услови за работа, повисоки примања за матичните доктори и поблаги казнени политики. Ова беше договорено помеѓу менаџментот на Фондот за здравство и Сдруженијето на приватни лекари. Се поизвестно е дека од следната година матичните во Македонија ќе добијат повисок капитационен бод од 75 на 100 денари. Директорот на фондот вели дека на 3 декември ќе биде познато колкав ќе биде буџетот на ФЗО и од тоа ќе зависи колку ќе се зголеми капитацијата. Бараме сигурност да може и ние на нашите вработени да им дадеме квалитетни плати, да може да исплаќаме К15, да ги задржиме и да нема прелевање на кадарот од кај нас во јавно здравство. Бидејќи ако постојано се покачува во јавно здравство, тогаш нашите медицински сестри ќе се прелеат нели во не е суштината да го дестабилизираме примарното здравство, кој што е основниот гејкипер или чувар на здравствениот денар за сите нас. Така да сметам да елабориравме со аргументи, тука се сите координатори. Влеговме во финализација, пошто го затворивме првиот поголем предизвик, а тоа е јавното здравство и зголемувањето на платите во јавното здравство, а истовремено веќе ги почнуваме преговорите за буџетите во ЈЕЗО и во ПЗО, така да можеме паралелно да го видиме тој процес. На 3 декември ќе биде познато колкав ќе биде буџетот на Фондот за здравство. Фондот за здравствено осигурување сака да ги стимулира руралните лекари и да се отворат повеќе амбуланти во селата. На докторите во помалите места ќе им биде дозволено да работат без медицинска сестра до 2 години, бидејќи во овие места потешко е да се најде таков кадар, а ќе добијат и стимулативни пари. И затоа мерките во однос на руралните доктори се темпирани на 24 месеци. Значи, ќе им биде дозволено да немат медицински сестри следните 24 месеци во кои имаме системски поглед да дадеме на прашањето, законски поглед како ќе функционираат понатаму тимовите и зголемени се бодовите за руралните доктори. Значи за 22.000 нето се зголемени фиксните примања на руралните доктори за да се обзнани дека имат зголемени трошоци, можеби заради патувањето нивно до местото на ординација. Здравствените власти велат дека примарната заштита е првиот контакт на пациентот со здравствениот систем и има посебно значење за целокупното лекување и следење на здравствената состојба на пациентите. Кај матичниот лекар, секој осигуреник треба да добие квалитетна здравствена услуга и рано откривање на определени заболувања, што е од огромно значење за превенцијата.